На искушението мора да му се спротиставиме. Се додека живееме на светов, не можеме да бидеме без жалости и искушенија. Затоа стои запишано во книгата на Јов: човечкиот живот на земјава е искушение. Затоа човекот би морал да внимава на искушенијата што не обкружуваат и да бдее во молитвата, за да не може ѓаволот да најде шанса и да го измами, зашто тој никогаш не спие, туку обиколува како лав што рика, барајки некого да го проголта. Никој не е толку совршен и свет, за да не биде понекогаш искушуван. Не можеме целосно да бидеме без искушенија. Сепак, искушенијата за човекот често се од голема корист, дури и ако се мачни и тешки, зашто тие го понизуваат, го чистат и го поучуваат. Сите светци поминале низ многу јадови и искушенија, па напредувале во доброто. А од оние кои што не можеле да ги поднесат искушенијата, Бог се одрекнал и тие се изнемоштени на патот на спасението. Нема толку свет ред, ниту толку таинствено место, каде што нема искушенија и спротивности. Човекот, се додека живее, не е сосема имун на искушенијата, бидејќи изворот на искушенијата е во нас, поради гревот во кој се родивме. Кога ќе помине едно, доаѓа друго и секогаш ќе имаме нешто да трпиме, бидејќи ја изгубивме првобитната добрина и блаженството. Многумина се трудат да ги избегнат искушенијата, а тогаш паѓаат во уште потешки. Не можеме да победиме само со бегство, туку само трпението и вистинската понизност не прават појаки од сите наши непријатели. Оној што ги одбегнува само надворешните прилики, а не го откорнува коренот, малку ќе напредува. Дури искушенијата уште побрзо ќе му се враќаат и ќе му биде уште полошо. Посигурно ќе победиш малку по малку и со долготрпеливост и со Божја помош, отколку со силна и немирна упорност. Во искушението прашувај често за совет, а со оној што го снашло искушение, не постапувај строго, туку влеј му утеха, како што сакаш и тебе да те тешат. Почетокот на сите лоши искушенија е непостојаност на духот и преслаба вера во Бога. Зашто, како што брановите го фрлаат бродчето без крма таму-ваму низ брановите, така и човекот кој е слаб и непостојан, кој ги напушта своите одлуки, бидува на различни начини искушуван. Огнот го испитува железото, а искушението срцето на праведникот. Често пати не знаеме што можеме, но искушението ни покажува колку вредиме. Сепак, треба да бидеме внимателни, особено на почетокот на искушението, бидејќи тогаш можеме полесно да го победиме непријателот. Ако никако не му допуштиме да влезе во душата, туку да го оттурнеме во моментот кога ќе се појави. Затоа некој рекол: спротистави се на почетокот. Доцна е да се подготвува лекот кога злото со долгото двоумење зајакнало. Зашто најпрвин на ум паѓа обична мисла. Тогаш
проработува силна фантазија, потоа насладата и лошата желба и согласување. И така, малку по малку, непријателот сосема навлегува, штом не сме му се спротиставиле на почетокот. И колку некој подолго се двоуми со отпорот, толку секој ден е послаб, а непријателот против него е посилен. Некои луѓе поднесуваат најголеми искушенија на почетокот на своето обратување, а некои на крајот. Некои пак страдаат целиот свој живот. Некои се доста лесно искушувани, според мудроста и праведноста на Божјата одредба, која ги просудува состојбите и заслугите на луѓето и се уредува за спасението на своите избрани. Затоа не смееме да очајуваме кога ќе не снајде искушението. Туку поради тоа мораме што поревно да го молиме Бога, да ни помогне во секоја неволја, зашто Тој, според зборовите на Свети Павле, во искушението ќе направи и поволен излез, за да можеме да поднесеме. Значи да ја понизиме својата душа пред Бога во секое искушение и во секоја неволја, зашто ќе ги спаси тие со понизен дух и ќе ги возвиши. Во искушенијата и неволите човекот покажува колку напредувал. Во нив расте заслугата, а и добродетелта подобро излегува на виделина. Не е ништо големо ако човекот е побожен и ревен кога не чувствува никаква тешкотија, но ако останува трпелив во време на неволја, може да се надева на голем напредок. Некои се одржуваат во големите искушенија, но често се победени во секојдневните ситни искушенија, запонижени од слабоста во ситните работи, да ни се потпираат на себе си во големите работи.